По прекинот на конститутивната седница на Советот на општина Чешиново Блешево, во кој мнозинството засега го обезбеди опозицијската ВМРО ДПМН плюс еден независен советник, практично се манифестира можноста за блокади од различен вид во функционирањето на локалната власт во услови на кохабитација помеѓу Советот и градоначалникот. Вакви слични ситуации има во повеќе општини во државата, каде мнозинството во Советот е од една, а градоначалникот од друга политичка групација. Затоа во општините каде што постои кохабитација помеѓу градоначалникот од една и политичка партија и мнозинството советници од друга политичка партија, може да дојде до тежната работа на општината, неможност да се носат навремени одлуки и да се извршуваат ефикасно. Политичките аналитичари велат дека се може неколку сценарија, како целосна блокада на советите на општините, ако советниците одлучат да го блокираат градоначалникот, така што нема да му ги усвојуваат одлуките, а може и градоначалникот да не им подпишува одлуки донесени од советот или пак да одолжува со нивното спроведување. Сепак тоа е само најцрното сценарио. Едно е сигурно, политичките партии во советите и градоначалниците ќе мора да водат диалог и заеднички да носат одлуки, што е позитивна страна. Со тоа што ќе бидат притиснати да градат политички консензус, одлуките ќе се носат бавно, но ќе имаат поголем легитимитет и ни една страна нема да ја маргинализира другата. Евентуално, по-прагматично решение од политичка гледна точка, но полошо за граѓаните е мнозинството да се обиде да придобие или откупи некој од советниците од другата страна, што се има случувано во минатото. Што значи прекинот на конститутивната седница во Чешиново Блешево и како ќе се разреши состојбата во Советот, ќе се знае деновиве кога истата ќе продолжи и кога двата политички блока практично ќе мора да најдат заеднички јазик за да функционираат во интерес на граѓаните.